Сонце, ветар, цветови и многу пролетни мириси се причина за сезонската присутност на алергија. Во просек, секој четврти страдал некаков вид на алергија. Во последно време се забележува поголем прилив на пациенти со симптоми на алергија, и тоа не само сезонската алергија, што е карактеристично за ова време, него и целогодишните алергија. На почетокот на мојата кариера пред 30 години, процентот на население кој беше болно од алергија беше околу 14%, сега тоа е дуплирано и е околу 28%. Од овие причини, доколку чувствувате некакви тегоби, сега е вистинскиот момент да проверите дали и на што сте алергични. Главно три типови. Имаме респираторен, комбиниран и нутритивен панел. Сега зошто е специфичен овој тест? Пред се е неинвазивна метода, бидејќи со само едно земање на крв, значи определуваме, детерминираме 30 различни видови алергени и ја определуваме концентрацијата на специфичните антитела во серумот кај дадениот пациент. Исто така, врз самиот тест не интерферира и земањето на лекови, значи чисто информативно за самите пациенти. Со целата убави на пролетта ги носи овие сезонски проблеми. Смета? Како не смета? Се смета. Tego, полено не може да откријат сеа бактерии во очите. Симптоми, чешање на тоа, на очите, солзење. Се смета сега, на млади, на стари. Смета, мислам дека смета полено. Чешање на очи, печење, кишлање, кивање. Во се поголемиот број на алергиски случаи, поленот е доминантен. Значи, самата изработка на алерготестови се случува најчеста нели во текот на пролетниот период кога започнува цветање на дрва, значи присуство на полен. Главно имаме изработка на респираторните панели, токму поради поленот и алергените кои што се од респираторна природа. Поради ова, надвор и во природа треба да се излегува кога поленот не е толку присутен. Она што би можело во ова време, значи во сезонскиот дел, бидејќи е тоа актуелно сега да го разграничиме, е дека поленот е најјак наутро и во касните попладневи часови. Она што би било избегнување, начин на кој луѓето сами би си помогнале на себе, е во тие рани утрински часови и касните попладневи часови да не излегуваат во природа и да не се шетаат надвор на отворено, бидејќи ќе вдишат полени и ќе им се зголемат симптомите. Алергиите ги има се повеќе, а објаснувањето за тоа е дека тие доаѓаат од прекумерна употреба на пестициди, нездрав начин на исхрана и најмногу од лош избор на храна. Од тука внимателно со пролетта, односно со природата и храната, зашто алергијата се предизвикува некогаш многу лесно.